Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мене имаме постна трпеза. Имаме полнети тиквици со булгур и зеленчук и имаме кисела зелка, динстана или пржана со свеж зеленчук. Одлична комбинација. Гледајте како се прави, затоа што вистински ќе уживате денес. Денес е ден за постни јадења. Многу едноставно, ќе направиме полнети тиквички со бургер и со зеленчук. Ќе направиме една тава со кисела зелка и со свеж зеленчук. Сега ќе видите како. Што треба прво? Да земеме едно парче од зелката и многу ситно да ја исецкаме. Тавчето овде ни се грее. Зелката, откако ќе ја исечам, ќе ја трнам на страна и веднаш ќе почнам да го обработувам зеленчукот. За полнетите тиквички, булгурот, пред да почнете да готвите 15 на 20 минути, попарете го со жешка вода, добро да набаври. Така, многу полесно ќе се обработи и морам да ви кажам дека булгурот е многу подобар за вакви зеленчуци кои се полнети. Долма, викаат турците, многу е подобар од оризот. Затоа и многу почесто се користи. Зелката ни е спремна. Ќе додадам масло. Кромидот, исецкан на крупни парченца, ќе го ставиме да се испржи. Ќе го додадеме и празот. Ќе го ставиме убаво да се испржи, а за тоа време јас ќе исецкам исто така на крупни парчиња и пиперката. Лукчето ми е тука. Овој пат во тавата со кисела зелка и со зеленчук ќе додадам и малце ѓумбир да го збогатам вкусот. Сега ќе почнам да го сецкам кромидот, кој прво ќе го обработам термички, меѓутоа не многу, само да застакли. Многу едноставно јадење, меѓутоа многу вкусно. Посебно за оние кои постат, а и секако за оние кои сакаат малку поздраво да се хранат. Велат дека здравата храна не е вкусна, меѓутоа јас ќе го кажам обратното. Здравата храна е навистина вкусна ако ја сготвите онака како што треба и ако потребите зачини кои ви се вам омилени и кои храната ќе ја направат многу повкусна. Затоа сите кои сакаат да постат и сите кои сакаат да намалат некој килограм, треба прво да се информираат, да прочитаат што се може да јадат, да го видат начинот на припрема, а потоа да ги употребат зачините што ги сакаат и зеленчукот секако што го сакаат, за она што ќе го сготват да им биде многу вкусно. Име дали е загреано? Одлично. Морковот ќе го изрендаме и ќе го додадеме во кромидот. Ќе исецкам и пиперка ситно и незе ќе ја додадам и сето тоа ќе го оставам убаво да издинста, меѓутоа колку да омекне, не треба да загори, затоа што во тој случај ништо нема да направиме. Сега ќе додадеме малце целер и малце морков, исто така на крупни парчиња. И полека ќе оставиме се да си динста. Морковот ни е готов. Сега во него ќе додадеме крупно сецкана пиперка и ќе додадеме неколку компири. Одлично. Сега
и морковчето, добро ќе го соединиме со кромидот и се што треба да направам е сега да зачинам. Дадеме малце сол, малце бибер, овде ќе додадеме црвен пипер и малце макдонос. Сега полека ќе го оставиме да си крчка. Ова што е убаво. Овде ќе го исецкам ѓумбирот. Навистина е многу здрав. Треба секојдневно да конзумирате ѓумбир, затоа што комплетно ја раздвижува циркулацијата на крвта, работата на мозокот и на срцето. Добар е за регулирање на шекерот и на притисокот и ова мислам дека сум го кажал и друг пат, најголемите светски оперски звезди секојдневно јадат ѓумбир затоа што комплетно ги опушта гласните жици. А кога додаваме ѓумбир, тоа значи дека мора да додадеме и лук, затоа што ѓумбирот и лукот се одлична комбинација. Не само дека се многу здрави, него и навистина даваат многу интересен вкус, кој е препознатлив. Сега во зеленчукот ќе додадеме зеленчуков бујон. И ќе оставиме сето тоа убаво да се искрчка, меѓутоа претходно ќе ја додадам и киселата зелка. Ќе го намалиме огнот и ќе оставиме сето ова да се соедини. Вака внимателно ќе измешаме. Ќе го додадеме и другиот дел од зелката. Ќе додадеме уште малце бујон. Сосема доволно. Сега ќе ги сменам тавчињата и ќе продолжам да го сецкам зеленчукот за полнетите тиквици, меѓутоа претходно ќе го додадам лукот во зелката. Многу е интересно кога готвиме, ако претходно направиме добра припрема која е 99% успех во работа и да заборавиме нешто кога е пред нас ќе го видиме и нема да имаме никаков проблем со тоа. Веднаш ќе го исецкаме и ќе го додадеме во храната што ја готвиме. Еве го лукчето. Сега само да измешам и продолжуваме понатаму. Еве го сега и пиперчето. Сега ќе го дадеме и булгурот, кој како што кажав, 15 на 20 минути пред да почнете да готвите, попарете го со жешка вода за добро да набаври. Сега малце ќе го испржам, а веднаш потоа ќе додадам доматен сос и малку зеленчуков бујон. Додека тоа си се пржи, јас ќе ги средам и тиквиците. Тиквиците ако се многу мали, исечете ги 1/3, па потоа добро излавете ги во должина, а ако се големи, исечете ги слободно на половина. Со едно мало лаживче ќе ја излавиме средината и тоа нема да го фрлиме, ќе го исецкаме и ќе го додадеме во смесата со булгурот. Длабнувајте се дорека има семки. Ова има многу семки, така да нема да го додадам натре, ама имам од другите тиквички, затоа што морав да направам со иста должина тиквички за да ги собере во тавчето. Додадеме уште малце макдонос, половина од доматното пире, тоест сокот од домати и секако малце зеленчуков бујон.
Булгурот многу се користи во истокот, посебно за нивните полнели зеленчуци кои ги нарекуваат долма. За прв пат го проба во Турција и вистински бев воодушевен од вкусот. Ајде да си продолжам сега со тиквиците, затоа што скоро сме готови со зеленчукот и булгурот. Кога полниме тиквици, кога ги печеме, тиквиците не смеат да бидат суви. Треба да задржат формата, ама да омекнат убаво. А филот што го ставаме внатре, треба секогаш да биде не многу течен, не многу сув, него златна средина. Тиквицата е многу мека како структура и нејзина вистина не и треба многу долга термичка обработка. Некогаш ваквите тиквици ги правеа, ќе ги покријат со алуминиумска фолија или со пергамент хартија и ги печеа до 40-45 минути, што е навистина многу. Во тој случај тиквицата ќе омекне и го немаме она што ни е потребно. Откако ќе ги ставиме во тавчето за печење, ќе додадам малце од доматниот сос и од бујонот. И така ќе ги оставам да се потпечат, меѓутоа не многу долго. А тавата со кисела зелка одлично мириса, се чувствува лукот, се чувствува зелката, а секако и зеленчукот. И додам уште малце бујон. И смесата за полнење ќе биде готова за кратко. Редната ми е уклучена на 200, што е идеална температура. Сега да видам со макдоносот, да го додадеме во зелката. Штом убаво издинста се и штом компирот омекне, тавата со кисела зелка е спремна да ја ставиме на печење. Ајде сега да видиме булгурот, уште многу малце. Во длабоко тавче ќе додадеме доматен сос од зеленчуковиот бујон, ќе додадеме во него. Зачинам со малце сол и со малце бивер. Врз тиквичките ќе додадеме малце сол. Потоа ќе ги ставиме во тавата за печење. Ете така. Ако не стојат, пресечете го долниот дел, меѓутоа многу тенко, само за да може убаво да се потпрат во тавчето. Ставете убаво од филот, затоа што навистина е превкусен. Многу едноставно јадење, а верувајте дека е многу вкусно. Можете во него да додадете малце сумак, тоа е многу интересен зачин кој доаѓа од истокот. Можете да додадете и други зачини по ваша зелба, само јадењето што го готвите да биде вкусно за вас. Супер, сега ова иде директно во рерна на 200 степени 20-25 минути. Еве го тавчето за тавата со кисела зелка. Сега уште само да пробам да видам на вкус како е.
Одлично. Ау, браво. Сега уште кога ќе го подпечеме сето ова. Ајде сега вака полека. Тоа е тоа. О, браво, полна тава, ми се допаѓа. Ми се допаѓа. Оваа тава, исто како и теквиците, 200 целзиусови степени, меѓутоа малце повеќе од 25 минути ќе видиме за колку време ќе биде готова, па ќе ви кажем. Драги мои, денешното постно јадење конечно е готово. Јас сум навистина среќен за тоа што испадна све онака како што треба да испадне. Тавата со зелка и со зеленчук прекрасно мириса, направете, а нема да зажалите никогаш. А полнетите тиквици или тиквиците долма со булгур и со зеленчук не само што изгледаат прекрасно, него се и превкусни. Ајде сега полека да почнам да сервирам. По 2 тиквици секогаш доаѓаат во порција. Едно. Две. И секако на крај од преубавиот доматен сос. Тоа е таман, дека уште малце сочче, мора да бидат сочни и секако од тавата. О, погледнете го. Ставете во голема чинија и сите уживајте. Секој нека земе онолку колку што сака. Затоа што оваа тава секојаш се прави да има репете. Ова било за мене. Многу вкусно. Многу вкусно. Го сакам вкусот на киселата зелка, го сакам вкусот на тиквиците, а посебно кога се вака сготвени. Тоа беше се за денеска, се надевам дека уживате и секако, не заборавајте да го направите ова за тоа што првенствено е многу здрава храна, второ многу лесна и на крај оно што е најважно е навистина многу вкусна. Велат дека здравата храна или постната храна не е вкусна, меѓутоа се зависи од нас како ние ќе ја сготвиме и дали ќе ги почитуваме сите правила во гастрономијата. Многу е едноставно, ако ги почитуваме, добиваме одличен вкус и одличен квалитет и сите заедно ќе уживаме. Големо благодарам до моите пријатели од Гурман Меса Танасовски во населба Аеродром. Поздрав и до моите пријатели од специјалистичкиот центар за физикална медицина ПЗУ Ива Беланова, која се грижи за мене постојано да бидам во одлична форма. Поздрав до сите наши пријатели и, драги мои, имајте убава и пријатна ноќ.